Значи, во моментов работиме со Светска банка на стратегија во која што се оди кај различни корисници, се проверуваат податоците и се анализираат кои се начините за Македонија да почнат да ги намалуваат тие долгови во иднина. Ние мислиме дека со таква стратегија би можеле, значи некоја рамка наша која што ја планираме е со таа стратегија да излеземе во некој период од најмногу 3 месеци. Дали беше договорено со Светска банка некоја помошна подршка Значи, ние со Светска банка на овој состанок разговаравме различни можности за финансирање и тоа како што можевте да слушнете и од директорката, зборувавме за можности за поддршка на активни мерки за вработување, поддршка на онаа стратегија за подобро управување со јавните финанси, енергетска инфраструктура, транспорт, но сега ќе следат практично ќе има систематски диалог, чекори во кои што точно ќе се одредат кои приоритети ќе бидат и за кои ќе може да се добива поддршка. Значи, ако мене ми е мило да најавам дека Министерството за финансии за многу кратко време успеа да финализира стратегија за управување со јавните финансии. Од 1 септември таа е поставена на сајтот на Министерството за финансии како драфт верзија, може целата јавност да даде коментари, ќе видите дека таму имаме серија на мерки со кои што сакаме да поставиме алатки за кредибилно управување со јавниот долг. Тоа е во насока на препораките на Светска банка, но и во насока на препораките на Европска комисија, на Сигма како наши стратешки партнери. Настан во кој што ние ќе зборуваме во детали за оваа стратегија, најавувам дека ќе биде на 19 септември. Сега јас би сакал и вие како медиуми да обрнете повеќе внимание на целокупната јавност, посебно експертска, да даде критики, коментари, бидејќи тоа е една стратегија на среден рок 2018-2021 година за управување со јавни финансии, која што го зафаќа и делот на јавниот долг. Мислиме дека како земја мораме да мислиме, значи, на еден среден рок, да мислиме подалеку ако сакаме да имаме успех, како што кажав и за време на пресконференцијата, таму има 7 приоритети. Еден од главните приоритети е транспарентноста. Ние и во периодот кога ја финализиравме стратегијата, веќе започнавме да реализираме голем дел од мерките на транспарентноста. Денеска и од Светската банка многу силно ни беше посочено дека еден од главните насоки треба да биде во поглед на транспарентноста на јавните финанси. Може ли да ни кажете колку излезува јавниот долг и да ни кажете дел од мерките во таа стратегија кои ќе ги примените за да се намали, а не по-конкретно, по-пластични да бидат, не да не упатувате на тоа ние да читаме, да го кажете ги ви. Значи, јавниот долг е објавен на веб страницата на Министерството за финансии, може да го видите точно, ќе видите дека јавниот долг изнесува 4,7 милиарди евра. Потоа, ако гледате што треба да се направи во таа стратегија за негово кредибилно управување, значи прво е потребно да се смени среднорочното буџетско планирање, како што реков, тоа практично како се доаѓа до проекциите на приходи и расходи во буџетот. Ние планираме до крајот на годината да излеземе со промена на буџетската рамка. Во моментов во Министерството за финансии во овој дел работиме заедно на еден твининг проект со Финска кој што ќе заврши во октомври и ќе треба да ни донесе предлог на закон каде точно што ќе направиме и каде ќе се движат реформите во овој дел. Исто така, како што стои во програмата за работа на владата, едно од алатките за подобро управување со јавниот долг, јавните финансии е фискалниот совет. Ќе видите дека во оваа стратегија може да се ние планираме да го воведеме него
Тамо зборуваме за исто така и за фискални правила. Денес значи не разговаравме во детали за ова прашање, но во многу документи Светската банка го апострофира тоа, дека во Македонија мора да посветиме сериозно внимание на ефикасноста на трошењето. Ова е еден вид од трошењето, практично мора да размислуваме како, значи не само се прават вработувањето, каде се прават и дали тие придонесуваат за полнење на фондовите, пред се и пензискиот и здравствениот фонд. Може да фискално да бъдат малко нещо поведите, да лично да функционират фискален съвет, защото околните случаи има ли право на вето да кажем на никой на владата? Фискалниот совет е тесно поврзан, значи ќе произлезе од оваа променета среднорочна буџетска рамка. Значи главната идеја на ова среднорочно буџетско планирање е да се расшири буџетскиот процес, значи практично да почнува многу порано креирањето на буџетот и да се додадат алатки кои што ќе го контролираат системот. Едно од тие алатки ќе биде фискалниот совет, но фискалниот совет за да бидеме успешни во него ќе треба да биде поврзан и со некои фискални правила. Ние за прв пат, значи некаде од крајот на јуни, за прв пат објавуваме податоци на веб-сајтот за месечно и квартално извршување на буџетот по сите поделни буџетски корисници и во општините. Такви податоци порано не беа достапни на јавноста и тоа е секако во насока на подобрување на транспарентноста. Апсолутно не. Тоа нема фискален совет и валутен борд се сосема различни работи. Да, ви велам дека тоа е поврзан со тој закон што ќе го донесеме, односно со целиот процес на променето среднорочно буџетско планирање. Значи, јас сега не сакам да истрчуваме, значи главно е не треба да се гледа еден елемент во системот. Ако сакаме во Македонија да има кредибилни јавни финанси, значи едно е да го подобриме процесот на транспарентност, второ е да се подобри проекцијата на буџетските приходи и расходи, потоа да се мисли на среден рок и да се постават некои механизми. Фискалниот совет е само еден од делчињата, еден од тие механизми кои што ќе прават некој вид анализа и контрола.